Есенската сеидба во Кочанско е планирана на 5534 хектари, од кои индивидуалните земјоделци треба да посеат 5039 хектари, а земјоделските претпријатија 495 хектари. Најзастапени есенва ќе бидат јачменот со 2985 хектари и пченицата со 2380 хектари. Ршки се посее на 75 хектари, а сите други култури ќе зафатат површини од 104 хектари. Токму сега, календарски гледано, е оптималниот рок за извршување на есенската сеидба на стрните жита. Значи, оптимални рокови се некаде 15 до 15-20 ноември. Не само календарски, него и климатолошки гледано, условите многу погодуваат за извршување на есенската сеидба. Така што земјоделците можат да ја извршат и припремата и сеидбата во оптимални временски услови. За едни добри стандардни високи приноси секако дека треба да биде добро извршена и припремата и сеидбата на површините. Треба да биде изберени сорти кои што би дале стандардно високи приноси. Би спомнал дека во нашиот регион, Кочанско, Виничко, веќе се одомаќинети некои сорти кои што заземаат замав и покажуваат стандардно високи приноси. Тоа се зависно и од површините, зависно од нивите, зависно од надморската височина, нели, самите земјоделци треба да се изберат соодветна сорта која што би им дала соодветно добри резултати. Секако дека треба да биде извршена и есенското основното ѓубрење покрај обработката, непосредно по обработката или со самата обработка да биде извршено есенското ѓубрење со комплексни ѓубрива од типот на МПК. Според информациите од подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство, до денеска есенската сеидба е остварена 90%. Тоа значи дека индивидуалните производители и земјоделските претпријатија посеале над 5000 хектари под есенски култури. Оптималните рокови за сеидба се до средината на ноември, што значи дека на производителите им преостануваат уште 5-6 дена за навреме да завршат со сеидбената активност.